Ако видиш чистач на снег, замисли си желба. Вака гласи еден од многуте коментари кои деновиве беа постирани за неефикасноста на Македонија пат да се справи со 20-30 сантиметри снег по македонските патишта. Фејсбук и Твитер беа многу критични кон надлежните и нивното чистење на снегот. Цела држава блокирана од 20 сантиметри снег. Македонија пат нефункционална. Лапнати тендери од 1,5 милиони евра, напиша твитерџијата со никнейм Пезевенг. Твитерџијата Зарков праша дали Македонија пат има одговорност за поделените тендери. Джейн Дого коментираше повикот на надлежните граѓаните да не патуваат без потреба. Не бе онака си се возиме по автопати, а бе уврска вие да чистите ни да се правите паметни, им порача таа. На Фејсбук и Твитер се споделува и фотографии за состојбата по македонските патишта, но и како е во другите земји. Возиме со пост предупреди за лошата состојба на магистралата кај Петровец и потребата од внимателно возење. Ане Станковиќ на својот Фејсбук профил постираше фотографии од автопатот Скопје-Белград во Македонија и во Србија, каде е видлива разликата во чистењето на коловозот. Многу револ предизвика и блокирањето на патниот правец Скопје-Велес, каде блокирани цела ног поради нерасчистениот снег останаа заглавени десетици возила. Не е планина, ова е главниот автопат во Македонија, објави никнеймот Риал, подкрепено со фотографија. Зоран Величковски на профилот на Топ тема на ваша страна постираше дека во сите македонски планински места луѓето немаат јадење бидејќи возилата не можат да се искачат до нив и да им однесат леп. Ако помине возило за чистење, оди со кренат нож и нечисти и не фрла ниту песок, ниту сол, напиша Величковски. Твитерџиите не ги штедеа ниту градоначалниците за тоа како тие се справуваат со снегот и со мразот. Поредни улици во кисела вода, гол мраз, глумат терен за хокеј, градоначалничката глуми лудило. Постираше подкрепено со фотографија Тодор Четасевски. На објавата на град Скопје дека се чистат од снег улиците и тротоарите во градот, твитерџијата Андреј постираше: "Малер, јас во аеродром живеам, да си бе во Скопје." Никнеймот Алтер Его искористи фотографија на градоначалникот на Скопје Коце Тројановски за да покаже што мисли за тоа како градот се справува со снегот. Душица Стефановска Ангеловска напиша дека ако плаќам за паркинг, треба и да ми го исчистат. Петер Ванколовски пак објави дека во Европската унија секој сам се чисти пред куќа и зграда, па штом сакаме во Европската унија и во НАТО, бујрум исчистете ги тротоарите пред вашите куќи. И неажурноста на градоначалникот на Кавадарци да го исчисти снегот беше забележена на социјалните мрежи. "Кавадарчани, не грижете се, сами го растопивме снегот, сами ги расчистивме улиците, сами изнафрлавме сол. Градоначалникот Оцо наш Кавадаречки го чуваме и раниме на таа позиција поради уметнички дојам", постираше Ненад Јовановиќ. Твитерџиите не штедеа инвентивност и духовитост на сметка на неспособноста на надлежните да го исчистат снегот. Ваков непредвидлив и опасен снег од 10-15 сантиметри наврнува еднаш во 100 години. За твитот на Емти Персона не е потребно дополнително објаснување. Додека Александра Маќедонска постираше дека Македонија пат лавовски ќе се бори со снегот кога тој самиот ќе се стопи. Жанев печатокот е дека граѓаните се многу гневни од тоа како државните и градските власти се затечени по кој знае кој пат од 20 сантиметри снег во јануари.